Расте незадоволството на адвокатите откако Министерството за правда го достави пречистениот текст на Законот за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот, во кој сите алтернативи кои беа дадени од Адвокатската комора на Република Македонија се целосно избришани, додека нотарскиот акт е воведен за сите правни работи. Доколку владата не ги прифати нивните барања, адвокатите ќе бараат подршка од Адвокатската комора на Република Македонија и ќе започнат со штрајк. Ова беше истакнато на денешниот состанок на адвокатите од Кочани, кој што се одржа во просториите на Основниот суд Кочани. Меѓу другото, адвокатите нагласија дека ќе се спротивстават на измените на прописите со кои директно им се нанесува штета на адвокатурата и на интересите на граѓаните. Со доставените измени се предлага бришење на одредбите со кои што беа предложени измени во кои што адвокатите беше предвидено задолжително присуство на адвокатите во оставинската постапка, односно со последните измени на Законот за нотаријат беше предвидено задолжително присуство на адвокатите во оставинските постапки пред нотар. Сакам да нагласам дека со тие измени кои што веќе од 1 јануари 2017 година се применуваат на територијата на Република Македонија, присуството на адвоката е задолжително, со тоа што се зголеми правната сигурност во оставинските постапки. Трошокот на странките, сакам да нагласам дека остана истиот. Со новите предлог измени на Законот за нотаријат се бришат одредбите во кои што беше предвидено изработката на исправите да може нотарот, освен заверката, да врши и составување на исправи. Со тоа се враќа повторно онаа постапка кога странката оди кај нотарот за заверка, а самиот нотар ги изработува исправите, со тоа што сега се добиваат и посебно се исплаќа, освен за заверката, му се исплаќа на нотарот и за составување на исправите. Исто така, со овие предлог измени се укинува одредбата во која што платните налози беа задолжителни да имат адвокатски печат и подпис. Сега се доведуваме во ситуација на овој начин, доколку овие промени, измени поминат во владата на РМ и се изгласаат од Собранието на Република Македонија, повторно да се доведеме во ситуација да го субвенционираме надреписарството, односно секое лице кое што смета дека може да состави платен налог, да го изработува во име на странката, без разлика што не се работи за адвокат и истиот да го доставува до нотарот. Со тоа сметам дека се губи уставниот карактер на адвокатурата, бидејќи адвокатурата е уставна категорија, предвидена со Уставот на РМ. Со овие предлог измени на Законот за нотаријат се фаворизираат 300 нотари кои што делуваат и работат на територијата на Република Македонија за сметка на 3000 адвокати, па можеби и повеќе кои што во моментот активно работат на територијата на Република Македонија, за истите имаат обезбедено лиценци и ја остваруваат својата дејност самостојно. Во работната група која што ги изработи овие предлог иницијативи за промени на Законот за нотаријат, представникот од Адвокатската комора на Република Македонија и сите негови предлози кои што доаѓаат во име на Адвокатската комора и на сите адвокати на територијата на Република Македонија се одбиени, а во целост се прифатени сите предлози на Нотарската комора на Република Македонија, рекоа адвокатите. Владата истакна адвокатите мора да има сериозен пристап кон реформите во правосудството, кои не наликуваат на реформи, туку на исполнување на нечии желби за наштетување на адвокатската професија. На денешниот состанок сите членови на адвокатската заедница на Кочани го прифатија иницијативата околу реформите на сите прописи кои штетат на адвокатурата и бараат нејзино коригирање и ревидирање на сите прописи, во спротивно истите најавуваат генерален штрајк, со што ќе се доведе во знак прашалник понатаму функционирањето на правосудството и правосудниот систем во Република Македонија. Адвокатите беа прецизни и рекоа дека штрајк би значило блокада на правосудните институции и дека нема да може да се преземе ниту една правна работа без адвокатите.